Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Кривичниот суд им определи нови 48 часа притвор на четворицата осомничени за пожарот во Трубарево. На барање на ОЈО Скопје во притвор остануваат 56 годишниот управител и собственик на две правни лица, 22 годишна управителка на трето правно лице, 42 годишник во својство на раководител на подружница и 59 годишник вработен во правното лице. Четворицата беа приведени и во неделата вечерта спроведени пред судија на претходна постапка, пошто судот им определи првичен 48 часовен притвор. Од ОЈО Скопје информираат дека денеска ќе започне и увидот на лице место за утврдување на причините за пожарот, а увидните екипи на терен ќе ги координира јавен обвинител. Се уште се постапува и за утврдување на тоа кој ја дал дозволата за работа на депонијата. Од Институтот за јавно здравје пак вчера соопштија дека по пожарот во Трубарево нема радиоактивност во водата и опасни тешки метали во почвата. Според нивните анализи утврдено е присуство на тешки метали во почвата само на едно место, зголемени вредности на бакар и цинк во површинскиот слој, каде што гореле литиумски батерии, додека на сите други локации не се констатирани отстапувања од референтните вредности. Пожарот над село Виниче на Скопска Црна Гора се уште е активен. Поради силниот ветер не може да се гаси од воздух, па се интервенира само од купно. Сомнежите се дека и овој пожар е подметнат, а очекувањата се дека до крајот на денот ќе се стави под контрола. Ќе останеме да се бориме на едната единствена линија која што е останата се уште и надвор од контрола. Од она кое што може да го видите има една поголема површина која што за жал е изгорена, меѓутоа пред се работи за површина која што е со трева и многу слаба деградирана шума. Значи овде нема некоја квалитетна шума, меѓутоа се работи за површини кои што се веднаш над градот Скопје, кои што се гледа зад мене и претпоставам дека дел од овој чад ќе влезе и во градот и дополнително ќе го загади амбиенталниот воздух кој што и така овие денови беше доста загаден од депониите кои што беа запалени во Скопје и пожарот во Трубарево. Од она кое што го имаме како неофицијална информација, пожарот најверојатно е подметнат и би сакал да кажам дека доколку утврдиме дека овој или било кој друг пожар е подметнат од луѓе кои што работат во шумарството, јас искрено јавно кажувам дека ќе побарам да направиме измени во законот, да доколку утврдиме дека некој кој што работи во шумарството подметне пожар, да на тоа лице му забраниме доживотно да има било каква работа со шумите, со дрварење, со што и да е. Уставните судии денеска го разгледуваат упатството со кое Државната изборна комисија го утврди собирањето потписи за независни кандидати на предстојните избори. Упатството е оспорено со две иницијативи, а седницата ја следи колешката Ивана Соколович-Најдова, ја имаме во живо во овие вести. Ивана, кој е ставот на уставните судии поднос на овој документ? Деспина, ќе почекаме да видиме кој ќе биде ставот на уставните суди со оглед на тоа дека дебатата се уште трае, седницата е отворена. Дали ќе биде поведена постапка по овие иницијативи кои што се поднесени од страна на Светскиот македонски конгрес, ќе видиме по завршувањето на седницата. До сега од оној момент на дебатата можевме да ги слушнеме ставовите на уставните суди. Би кажала дека во салата се води жестока дебата и спротивставени ставови имаме на уставните суди во однос и на рефератот кој што е подготвен од судијата известител и на водите кои што се дел од иницијативата. Во главном сите имаат забелешки околу правилникот кој што Државната изборна комисија овозможи со два потписи независните кандидати да влезат во изборната трка. Она што судиите го забележуваат не е само бројот на потписи, дали Државната изборна комисија постапила согласно надлежностите во она иницијатива која што е поведена овде во она иницијатива која што доставена до Уставниот суд. Практично подносителите токму и тоа го замеруваат, односно дека иако изборните рокови се во тек, Државната изборна комисија постапила надвор од овластувањата и пропишала услови за остварување на избирачко право на граѓаните да учествуваат во вршење на
јавните функции. Ова е цитирано од наводите кои што се наведени во самата иницијатива. Судиите забележуваат дека со оглед на тоа дека Државната изборна комисија носи ваква одлука, дека та ги заобиколила своите надлежности. Ова е во дел од ставовите на судиите. Останатите пак сметаат дека во отсуство на решение кое што требаше да го донесе парламентот, Државната изборна комисија постапувала согласно актуелните и се уште важечки одредби, а тоа се членовите 61 и членот 63 од изборниот законник, и дека морало да ја пополни правната празнина. Останатите пак сметаат дека во оној дел со собирањето потписи, како што кажав, потребниот минимум за собирање потписи, односно 2 потписи, дебатираат и тоа дали групата на граѓани, како што е наведено изрично во законските одредби, бројот е 2 или веќе од 3 потписи ќе биде можноста за кандидирање. Сепак спротивставените ставови одеа и дотаму дека самиот правилник не е ниту правен акт, бидејќи не е објавен во службен весник. Дали ќе се поведе постапка, кои ќе бидат до крај аргументите на уставните суди, сепак ќе мораме да почекаме. Како што кажав, дебатата овде во Уставниот суд се уште трае. Ивана, јас ти благодарам за овие информации. Сега ќе почекаме за конечна одлука на уставните суди, која секако ја пренесуваме и во следното информативно издание. Докторката Мери Пешевска, обвината во предметот онкологија, која призна вина на денешното судско рочиште, рече дека својот докторски печат, корисничко име и лозинка повеќе не дозволува да ги користат останатите колеги онколози. Таквиот пропуст, заради кој сега седи на обвинителна клупа, го смета за грешка и, како што рече, никогаш не се посомневала дека довербата може да биде злоупотребена. Појасни дека пракса била на клиниката секој доктор да може да користи печат од друг доктор-онколог со цел да им се помогне на пациентите. Низ солзи, Пешевска во судница рече дека целиот свој живот го посветила на лекување на пациентите. Незиниот адвокат пак побара судот да одреди казна која нема да биде санкционирачка, туку поучна. Пешевска, која е обвината за тешки дела против здравјето на луѓето, пресудата ќе ја слушне во понеделник. Доктор Мери Пешевска е обвината дека сторила кривично дело на совесно лекување на начин што лекомислено, од небрежност ги споделила своите лични податоци за логирање во системот, системот на онкологија и својот факс име. Значи, она не се товари дека давала и препишувала несоодветна терапија. Тоа е другиот дел од обвинение кој што се однесува за останатите обвинети. Нашиот став е дека оваа минорна грешка, односно немала за цел да нанесе штета на никого, туку била воведена како пракса во работењето на онкологија, а воедно и на другите клиники, каде што докторите имаат доверба најнапред меѓу себе и колегите и не може никако да се посомнева ниту она, ниту другите дека некој ќе ги злоупотреби таквите незини лични податоци и ќе препише несоодветна терапија. СДСМ бара оставка од министерката за образование. Според партијата, фактот што 2 недели од стартот на учебната година илјадници ученици се уште немаат добиени учебници е најголем доказ за незината неспособност. Министерката Јаневска пак вчера појасни дека МОН испорачува бројна учебници колку што побарале самите училишта, а недостатокот сега ќе се надминува со донации. Иако самата Јаневска тврдеше дека на 1 септември ќе има ученици за сите ученици, дека нема да има парталави ученици, дека тие ќе бидат заменети со нови. Реалноста денес е поразителна. Ученици нема, а тие што ги има се искинати и неупотребливи. Со една работа се пофали Јаневска и излаж. Ученици нема. Признанието на Јаневска дека ученици нема, но дека допрва ќе се обезбедувале преку донации е скандалозно. Па што му е работа на Министерството за образование и наука? Да моли донации или навреме да обезбеди книги за децата? Зашто е платена Весна Јаневска од граѓаните? За сликање или за обезбедување на основните услови за работа и настава? Не може учениците и родителите да бидат жртви за оваа неспособност.
Од ВМРО ДПМН пак денеска реагираат на ставовите на Филипче вчера вечер од Свети Николе, од каде тој порача дека со ВМРО ДПМН државата целосно ги напушта вредностите на демократијата, еднаквоста и солидарноста. Додека Венко Филипче во Свети Николе зборува за единство и слога, во исто време прави плакати од Мицковски, Тошковски и Јанев испрскани со крв и се зло и лаги закочани. И човекот кој е татко на смртта на неколку илјадници граѓани починати од ковид кризата, каде тој како прв човек на здравството доживеа фијаско. Нема солза која не ја злоупотреби од родителите на починатите од кучани и нема приказна која не ја изврте на жртвите од кучани. Тие и нивните инсталации и платеници имаат посебно чувство на задоволство кога злоупотребуваат вакви трагедии и тоа силно го осудуваме, стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. И во Штип вчера вечер беа одбележани 6 месеци од трагедијата во Кочани, во која загинаа 62 лица, меѓу кои 5 мина штипјани. Граѓаните им оддадоа почит на жртвите и порачаа дека вакви трагедии не смеат да се повторат. Трајан Ристовски ни ја пренесува атмосферата. Вчера вечер Штип не беше само град, беше болка, тишина, солза што не престанува да тече. Стотина граѓани на плоштадот Слобода, со свеќи во рацете и тежина во душите, се собраа за да им оддадат почит на младите животи што згаснаа во трагичниот пожар во кочанската дискотека Пулс. Секоја свеќа беше глас за оние што повеќе не можат да зборуваат. Секоја солза беше сведоштво за загубата што го погоди не само Кочани, туку цела Македонија. Секоја преградка меѓу присутните беше тивко разбирање дека ништо нема да ги врати, но споменот за нив ќе живее за секогаш. Штип со својата тивка храброст покажа дека болката не познава граници, дека кога страда еден град, страда цела нација. Со молитви, со молки, со скршени срца, граѓаните се поклонија пред младоста што недложно замина. Да им испратиме порака, да им испратиме светлина, за да видат дека не се заборавени. Штип не заборава. Кочани, заедно сме со вас, порачаа штипјани до семејствата на загинатите. Звездено небо како порака дека светлината постои и во немрачните денови. Кога зборовите се премалку, останува само да се надеваме дека вакви трагедии нема да се повторат, дека животот ќе се цени повеќе и дека љубовта и солидарноста ќе останат единствениот, наш одговор на болката. На 16 март во пожарот во дискотеката загинаа 62 младинци, меѓу кои и 5 мина штипјани. За Сител, Трајан Ристовски. Граѓанските иницијативи бараат депонијата Буково, која со години го труе Охрид и околината, да биде приоритет на сите кандидати за градоначалници. Сметаат дека само со трајни и одржливи решенија за дислоцирање на депонијата ќе се заштити здравието на граѓаните. Заштита на животната средина и изградба на регионална депонија каде што ќе се складира отпадот да биде приоритет бараат од Збогум Букова. Од граѓанската иницијатива апелираат до сите кандидати за градоначалници да се заложат и да стават акцент на депонијата Букова, која години наназад се пали и го загадува целиот регион. Ги гледаме на некоја превртна точка кандидатите за градоначалници во Скопје, на пример, каде што веројатно населението е малку по сензибилизирано на темата и малку повеќе ја покажува таа сензитивност кон прашањата. Значи, сите зборуваат за животната средина. Ние како Збогум Буково апелираме до сите кандидати, денес прочитав дека се 4 во Охрид, да излезат со конкретната програма за она што точно, во кој временски рок, не дека треба да измислуваат, се знае што точно треба да се направи. Апсолутно не треба да прават нови планови. Значи, со не ветување, него заложба дека ќе се зафатат, дека тоа ќе биде приоритет, бидејќи Охрид минатата зима знаевме каква беше ситуацијата. Оваа зима нема да биде поразлична. Дивите депонии се закани за струга, каде мештаните често алармираат за тешка миризба која што го загрозува нивното здравје. Мора да се изнајдат начини во најкраток можен рок да се надмине овој проблем додека се гради регионалната депонија, да се уреди просторот кај Буково. Што треба да се направи со Буково? Првото што треба да се направи е конечно да се да пројде тендерот за уредување на просторот, каде што треба да се осветли, треба да се загради, огради, треба да се направи тој противпожарен коридор, да се постават луѓе за да не доаѓа до такви инциденти на случајно палење или да кажеме некој не дај Боже намерно да го запали така, како сега што горат Вардариšte, тоа би било трагедија за Охридско.
ние нема да можеме да се справиме со таков пожар. Тоа е ризик кој што секој треба да го знае и разбере, затоа и се зборува за тоа оградување и обезбедување на Буково, а се уште не е направено и така да апелираме тоа да се направи во најбрз можен рок. Екологистите бараат трајни и одржливи решенија за дислоцирање на депониите од населените места со што ќе се заштити здравјето на граѓаните. Нина Ритоновска, Сител телевизија.